Среда 17 часот и 15 минути. Почитувани гледачи, ви благодарам што и оваа среда одбравте да бидете на фреквенцијата на телевизија Сонце. Овде во нашето студио е прилично забавно, музикално и распеано, а тоа значи дека ви најавувам уште една музичка емисија, уште едно музичко дружење. Овој пат со нашиот Владко Илјачев или Валдера, кој што ни го развеселува токму студиото на телевизија Сонце. Владче, ти благодарам што си втор пат од своја страна, како си? Ти благодарам што ме покани по втор пат. Доста работно сум, денајде. Па и месеците наназад. Па да, сега излезе новиот спот и промовирам и нова песна која што ќе излезе во етерот, што се вика Име ти е Македонија. И тоа е, се работи цело време во студио сум. Значи, од почеток па до крај на самиот ден се поминува работно. И доста сум задоволен со тоа како одат работите. Токму така и поводот за ова наше дружење пред камерите е токму твојата нова песна, новиот спот за новата песна Биди тука. Една од песните кои што ти стоеа можеби во фиока или се случи кога песната, како се работеше, како дојде до токму таков спот каков што можевме да го проследиме? Ајде малку повеќе за сето она што се случуваше позади Биди тука. Песната е од лето, меѓутоа на лето јас го извадив албумот, па песната си почека малце, пошто имаше период кога се прават песни, обично ако ја почнеш во, не знам, во јуни песната, обично ќе ја завршиш во некаде во септември или октомври, бидејќи треба да посветиш време на неа, да биде секако што треба, да звучи тоа, да има квалитет. Јас сум малце обседнат со квалитет и перфекционист сум, онака во студио, етен. И веројатно некаде таму јуни ја напишав, меѓутоа веќе беше спремна во септември и си викам, окей, сега песна можда најубаво би било да ја извадам нешто некој период таму пред Нова година и така и бидна. Некаде на крајот на декември, 25 или 6 беше кога ја извадивме песната со спотот. Имаше две танчарки кои што ми помогнаа за кореографијата, ете таму сум малце во друго светло. Се подготвувавте ли за сето тоа така да имавме голема благодарност до Кате Каденс, кој што ни го даде просторот за да може да вежбаме. И направивме кореографија и имавме спремена локација кај што ќе снимаме. Едната локација беше на кеот на Вардар. Има тука еден многу убав графит кој што многу ми се допаѓа и тоа може да го видите нели во спотот. А втората локација е во Public Room, благодарност голема и да нив, кој што таму имавме малце подруг сетап и сакавме да биде тој мистериозниот дел од спотот. Спотот е проследен целиот со играње и сакав да биде нешто кое што е ново на македонската сцена, бидејќи приметив дека ретко имаме пејачи или пејачки кои што прават кореографија со танчери. Како се снајде ти во улогата? Па се снајдов доста добро, ја танцувам уште од мал, меѓутоа таа моја страна не верувам дека луѓето ја знаат уште. И се гледам како целосен артист, работам на себе за да бидам целосен артист, бидејќи не е поентата само да си пејач. Треба, според мене, треба си целосен пакет. Интересно е што скоро во секој спот ти си завземаш една улога во твоите песни. Па да, она one man band што велат. Ги пишувам песните, ги свирам, ги снимам во студио, ги продуцирам. И глумам во спотови. Да, песните, тоа е за песните. Меѓутоа, кога станува збор за спотови, не можам да бидам не можам и да играм и да снимам во исто време, така да имав снимател, Даниел Филковски се вика, дечкото кој што многу ми помогна. И еве сега
бидејќи основав видео-аудио продукција, кој што се вика Вавилон. Тој ќе работи сега со мене, тој е заложен за видео делот, таму, нели, за видео одсекот, додека за аудио одсекот си имам посебно студио и луѓето може да доаѓаат, тоест младите слободно најдете ме на Instagram Valdera Official, пишете ми ако сакате да снимите песна. Јас имам доста песни и за давање. Значи, јас ќе предложам тука да го погледнеме и ние и нашите гледачи спотот за Биди тука. Една кратка пауза за Биди тука. Погледнете го спотот, слушнете песната доколку веќе не сте го сториле тоа, па се враќаме повторно назад во студиото. Танцувај во ритам наш, срце ми се разбуди. Музика и фанк бас, дури не осамни. Ах, биди тука во мојот ден, секоја ноќ, секој момент. Ах, биди тука да не исчезнеш, без тебе светот ладенен. Се осетува топлина од твојот стив, дури ме прегрнуваш. Светлата се гасна, ти е гушнати, сонувајќи ко во магија. Магичен е ова живот наш, тони ме во музика. Ах, биди тука во мојот ден, секоја ноќ, секој момент. Ах, биди тука да не исчезнеш, тебе светот ладенен. Да, токму така. Тоа беше Биди тука или најновата песна испод на нашиот Владко Илјанчев или Валдера. И не само пеач, туку и кантавтор, текстописец, композитор, продуцент, се ми стои во најавата, всушност и сето тоа и ти си, Владче. Колку време се правеше песната и се работили веќе на нешто друго или ќе чекаме да си го земе вниманието оваа песна за себе, па потоа ќе се оди со нешто ново? Па песната е веќе вртена по радиото и тоа ми прави доста големо задоволство. Беше отприлика ми требаше едно 2 или 3 месеци, бидејќи не работев само на неа. Јас работам на многу песни наеднаш, па оставам времето и самиот труд да ми покаже која ќе се заврши прво, не сваќате. И веројатно 2 или 3 месеци ми требаше, потоа имавме организации за самиот спот. Нормално дека има други проекти, имам скоро 5 или 6 нови песни кои што се би рекол 90% готови. Едната од нив е готова целосно, меѓутоа
за неја сега ќе се снима спот и се вика Име ти е Македонија. И еве затоа и ја земав гитарата денеска да ви ја испеам. Си поминав вака низ сите телевизии ме поканија, Владчо дојди да ни испееш песна, викам нема проблем. Да, па тоа е убаво. Да, тоа е, ви благодарам многу. Да, стварно, значи ние музичарите и пејачите зависиме од вас телевизиите за да може да промовираме, нели, да ја промовираме нашата музика тука. И секогаш се обидувам да имам максимално професионален однос со новинарите, бидејќи тие се есенцијални, новинарите и музичарите, буквално секако браќа и сестри, буквално бидејќи работиме нешто кое што Не може да помине без медиумска покриеност и апсолутно, да. Значи, потребна дефинитивно. Новинарите ни се многу потребни на нас, музичарите и Многу е убаво што еден уметник, артист го разбира и го сваќа тоа така. Да. Се радувам. Име ти е Македонија? Ајде. Име ти е Македонија. Не е уште издадена песната. Меѓутоа пошто треба да се направи сега спотот, меѓутоа ќе излезе во најбрз можен рок. Има ли замисла, идеја како ќе се одвива спотот? Ова е песна, па имам замисла, имам идеја, се работи на самата визија. Ова е песна која што, еве, ќе ги слушнете зборовите. Ова е песна која што е напишана за нашата татковина, Македонија. Една патриотска песна, се викам и јас да напишам. Ова ќе допре до повеќе луѓе. Се надевам, знам дека многу од гледачите кои што ја следат вашата телевизија, Сонце, знам дека се луѓе кои што... Се влюбени во татковината, ете така. Апсолутно. Ова е само за вас. Име ти е Македонија. Векови ми се потребни, тебе да те опишам, земјо убава, име ти е Македонија, таму кај што изгрева сонце топлина. О, запеј ти, земјо мила, вечна си, ти си била секогаш моја радост, мојот дом. Од Охрида се до Триглав песнида се пеат силно за тебе и за твоите полиња. Битола, па и струмица, твојата историја не се менува. Патувам кон Гевгелија, таму кај што израсна да си живеам. О, запеј ти, земјо мила, вечна си, ти си била секогаш моја радост, мојот дом. Од Охрида се до Триглав песнида се пеат силно за тебе и за твоите полиња. О, запеј ти, земјо мила, вечна си, ти си била секогаш моја радост, мојот дом. Од Охрида се до Триглав песнида се пеат силно за тебе
за твоите полија. Ете, тоа е тоа. Јас секогаш останувам воодушевен од твојот вокал, меѓутоа сега така си го склопил сето тоа заедно со текстот, заедно со емоцијата. Колку Македонија ти е тебе дом, Владче? Па кај да сум отишол до сега сум живеел. Се вратив назад. Да, кај да сум отишол си се враќам дома, ете. Значи тоа е дефиниција за дом. Сум живеел во Америка, живеев таму во Лос Анџелес, па живеев во Шпанија еден мал период, па живеев во Израел еден период таму со короната што се подесила во 2020, па заглавив таму. Живеев година-две живеев во Израел, па се вратив. И ете, она, као старата што викаат сегде, појди, дома дојди. Дома дојди. Да. Дефинитивно, најверојатно емоцијата те понела да го напишеш сето ова и да создадеш токму песна која што веруваш ли дека ќе допре до сите нас кои што си ја сакаме татковината? Какви се првите реакции, можеби од оние кои што слушнаа дел од текстот? Па, луѓето ми пишуваат за песната, пошто еве сега ја представувам по македонските телевизии, еве конечно стигнав да ја представам и на ТВ Сонце. Коментарите се навистина убави, ви благодарам многу за тоа. Мислам дека со самиот спот песната ќе допре уште повеќе до луѓето. И што се планира за спотот, ќе не подоткриеш ли? Можеби на повеќе локации ќе се случува тоа? Па да, ќе се поентата е што спотот сакам да отслика тоа што се збори во самата песна. Што значи дека ќе се фатат кадри од битова, струмица, гевгелија, ќе се фатат кадри бидејќи се зборува за тоа во самата песна. Ќе се фатат сите културни богатства кои што ги имаме. Охрид? Апсолутно, од Охрида се до Триглав, песни да се пеат силно за тебе, вели песната. Апсолутно, Охрид. И сакам да снимам на повеќе локации и да се представи тоа нашето македонско културно наследство кое што си го имаме. И да, мислам дека песната, самите зборови допираат до луѓето. Од другите настапи вака што ги имав по другите телевизии, објавив по социјалните медиуми, објавив видео како ја пеам, еве како буквално како сега, и тие видеа достигнаа едното, мислам дека има до некаде околу 30.000 гледаност. Браво. Да, другото има некаде околу 5-6, бидејќи е уште тази. Па еве сега ќе го ставам и видеото од ТВ Сонце за да можат да го гледат сите кај мене на социјалните медиуми. Колку Македонија е инспирација за тебе и колку беше лесно или истовремено предизвик да се напише текст токму за татковината? Македонија од секогаш била инспирација за мене, бидејќи еве јас живеам 32 години во оваа земја. И јас овде се родив, јас секогаш ќе бидам македонец и од мене дури ме чуди колку само не знам јас за Македонија, колку уште во овие 32 години не сум имал шанса да ја прошетам целата. Иако е навиду мала земја, меѓутоа има толку многу што да се види. И локациите ние кои што ги имаме во нашата земја се ендемични, се специфични во самиот свет. Имаме нешто што е посебно. Македонија не е само земјата како земја, туку и нормално народот е тоа што ја прави оваа земја. И културното наследство што го имаме, тоа што направи нас посебни во самиот свет, од храна, па се до музика, па се до уметност и инспирација може да се најде секаде, буквално во нашата земја, а посебно сега пошто нели во последниве 10 години еве имаме ситуација каде што не негираат како народ во смисла нашето име, па еве јас за инајот ја крстив песната Име ти е Македонија, за да си знаат сите како е вистинското име на нашата земја, да. И тоа се
политика и да не навлегувам во тоа, не ми е баш омилена гранка во нашето општество политиката и мислам дека музиката и музичарите не дека и кај нас нема не дека и кај нас нема такви работи, корумпирани работи, меѓутоа не се споредува тоа со политиката. Мислам дека како професија музиката секогаш била над политиката и искрено јас ги гледам политичарите како под мене. Поради тоа што сум музичар, знам дека барем душата ми е многу почиста за многу работи од таа професија која што ја сметам за валкана. Еве и поради тоа што е валкана професија, еве се деси тоа што се деси со самото име, па еве сега јас сакав да пратам една порака како музичар, бидејќи јас имам глас. Така, како да се биде музичар во Македонија? Колку народот почитува, цени македонска музика, еве, од сопствено искуство на своја кожа, како го чувствуваш ти, од твоите настапи, од твоите појавувања? Луѓето доаѓаат на моите настапи, веќе онака да не звучам арогантно, ама луѓето ме знаат веќе ќе ме застанат на улица. Ти си Владче, како беше Валдера беше, не знаеш, уште се трудел да го запомна тоа. Те знаеме, знаеш, пееш ти, те знаеме и вака некој дете ќе застане ќе сака да се слика бидејќи нели на TikTok објавувам доста, се младите се обично таму. И како да се биде музичар во Македонија? Искрениот одговор е тешко. Треба да сме ценети повеќе според мене. И јас сега се борам за тоа. Не гледам да омаловажувам никој друг, немам ни потреба за тоа што реално ситуацијата е таква каде што повеќе доаѓаат од странство, изведувачи настапуваат тука и ги избираат веројатно сите пари и тоа е нормално, окей, си работеле луѓето. Јас се трудам да бидам тој кој што сум и да успеам. Мене не ми е целта јас само да успеам во Македонија, јас сакам да го покорам и целиот Балкан, имам доста амбициозни желби. Не ни сакам да изигравам скромен, моите цели се доста големи и само работам на себе, еве пеам, луѓето веќе ме знаат, нема потреба што да ги критикувам, да ја критикувам сега музичката индустрија, нема потреба што да ја критикувам. Наместо да ја критикувам, си викам, Владче, фати се за работа, па ако си толку јак, еве крени ја музичката индустрија во Македонија на друго ниво. Наместо да се жалам сега искрено. Знаеш што е добра логика, сите така да размислувавме да бидеме најдобри во на кој што го работиме во своите професии, можеби ќе беше подобро место за живење светот и ќе напредувавме можеби малку повеќе. Па да, ми се свија како го кажа сега тоа, да бидеме најдобри, пошто мене тоа ми е целта, јас не сакам да сум добар, да сум и ово е пеач во Македонија. Не. Јас сакам да бидам најдобар во Македонија. И свој автентичен. Да, јас сакам да бидам најдобар. Значи, тоа ми е мене целта, нема што да крием, нема што да се правам као, знаете, па се надевам дека сега ќе бидам добар, се надевам дека ќе му се допадне тоа на народот. Не, јас работам и гледам да сум најдобар, заради тоа што сакам кога ќе излезам од Македонија, пример, кога ќе пеам во Србија, кога ќе пеам во Хрватска, или кога ќе пеам во Париз или во Лондон, сакам кога ќе викнам со мојот глас, луѓето да си кажат кој е овој жити мене, од кај дојде овој, ме сваѓате? Па се случува ли тоа? Па се случува, нормално дека се случува. Значи работам на себе и работам на гласот. Многу е важно пеач да работи на својот глас, бидејќи мене ми е важно да бидам ценет како квалитетен пеач. Јас работам на квалитет пред себе. Ме сваѓате? Значи, да не биде... Јас не сакам да бидам гледан како пеач кој што... Има само име. Можеби кој што ги полни дискотеките и пее музика за луѓето да пијат. Таква е ситуацијата во Македонија. Ме сваќате? Значи, не сакам да бидам гледан како таков пеач. Туку сакам да бидам гледан како артист кој што ќе биде почитуван во смисла ќе идеме да го гледаме Владко сега како пее. И ќе уживаме во пеењето. Да, бидејќи сакаме да го слушнеме во живо како пее. И не само тоа, да ги слушнеме неговите песни кои што ги напишал. Тоа е артист.
А пејач може да биде денеска било кој со студиски трикови и може да си фаќа врски преку луѓе и да пее на големи места кај што ќе му платат 1000 евра, бидејќи ќе пее музика поради тоа што народот доаѓа и сака да пие алкохол на тие настапи. Јас не се гледам себе си како таков вид на пејач, јас се гледам себе си како концертен пејач. Не сваѓате? Така. Тоа ми е целта, сакам така се гледам. И добро што се одлучил тоа да го задржиш во ова брзо време, можеби во еден модерен свет каде што сите гледат на начин Кич. повеќе да заработат или Да, кич, повеќе тоа е не кичево. држајќи до себе. Видете, тоа не е поентата тоа да се омалуважува. Луѓето си ставиле енергија во тоа, ставиле труд и тоа сакаат да им се исплати. Јас тоа го почитувам. Само што мојата насока е малце подруга. Јас сакам да бидам, мојата цел е да бидам светски пејач. Тешко оди се уште, бидејќи се уште сум некако заглавен во Македонија, ве спремам и српски албум, ќе сакам да го пласирам тоа и на тој пазар. Здравје, се во свое време. Така, се во свое време. Ние летото имавме едно интервју за албумот со 13 песни кои што излезе твојот. Уживам. Како, така, уживам. Каков беше фидбекот од тој албум? Се слушаат ли тие песни? Се слушаат, да, во Гевгелија сум доста слушен, дали веројатно заради тоа што тоа е уште мој крај, ме знаат луѓето најмногу таму. На Гевгелиското радио сум заборави, мислам дека е најслушана песна. Мене ми е омилена. Да, тебе ми е, знам. Да. Мило ми е што ти се допадна. Се слушаат доста песните по радијата. Приметувам некогаш луѓето ќе ми пратат видео од некој кафич, во кафич, седнале на кафе, ќе ми пратат видео, као, влаче на радио, се викам, фала. Овде радијата во Скопје? Апсолутно, да, па доста ги вртат и тука 13 песни се, сите радио ги имаат, ги вртат песните, некои се очигледно поатрактивни и поприлични од другите, како и да е, јас се трудев сите песни да се убави. Фидбекот е сега за сега окей, луѓето ми пишуваат на Инстаграм, таму може да го купат албумот. Да, обично ќе ми пишат. Меѓутоа, сега веројатно за вториот тираж може и да се вметне во попродавници луѓето за да може да си го купат од продавница. подостапен, така. Ако се уште не сте го нарачале албумот, пишете ми на Инстаграм или на Фејсбук. Владко Илјачев Валдера е на Фејсбук, а на Инстаграм сум Валдера Official. Така, ти си достапен и активен на социјалните мрежи, може таму да те сконтактираат. А каде може да слушаме периодов, еве и празнициве, Нова година што одмина, каде најчесто се појавува Валдера? Па најчесто тука во Скопје, Филхармонија бар, сме често таму со мојот бенд. Исто Тетово, Гостивар, Гевгелија нормално. Низ цела Македонија, обично луѓето, менаџерите ќе ми се јават, здраво Владче, здраво. Гледавме ние снимки од други настапи, би сакале да дојдеш, да ни направиш журка, ја викаат они. Колку се чести тие журки? Па, ми се јавуваат. Имам веројатно 2 до 3 настапи сега во месецот имам, сигурно. Дај Боже да имам и повеќе и да, ќе видиме како ќе оди работата. Сметаш ли дека се издвојуваш од не знам од останатите музичари еве со твојата искрено не ми е гајле дали се издвојувам или не. Конкретно кога говориме еве за таквите забави, журки, дали сметаш дека има одредени локали кои што си бараат можеби некоја автентична личност, автентичен артист за нивната журка, па така видете, доаѓа обично во тој контекст ми е прашањето. Аха, јасно ми. Па настапив за Нова година во Филхармонија бар и беше интересно пошто луѓе одлепија целосно. Добро, Нова година е еуфорија, ама ја прв пат во живот сум видел да кога ќе пеам луѓе овака да некои да лежат по земја, онака да прават секакви работи, скокат, да, значи тоа беше хаос, буквално хаос беше. И видете, ај вака ќе кажам. Искрено и директно. Ако дојдете на моите настапи,
нема да заборавите како ќе си поминете, пошто тоа е буквално, јас се трудам да биде тоа незаборавно. Во смисла, кога ќе дојдете на моите Кој пробал настапи, знае. да, кога ќе дојдете на моите настапи да си кажете, гледај како сум си поминал вечерва, бидејќи луѓето нели нормално доаѓаат и во група со другари, со пријатели, Така. сите се заедно и поентата моја е како пејач јас да направам да си помините најубаво на цел свет, да ја памтите таа вечер. И мислам дека до сега сум успеал во секој мој настап, бидејќи многу ми е важна комуникација нели со публика, многу ми е важно на моите настапи луѓето да се весели, да се среќни, да се онака да заборават на се, да одлепат, да откачат и да заборават дека пошто знаете луѓето обично сме социјално сме стегнати. И сега ова ви е шанса кога ќе дојдете на моите настапи, а ќе ви ги погодам песните, знам дека ќе ви ги погодам, знам дека ќе ги сагате, ова ви е шанса да заборавите на се друго и едноставно да уживате. Тоа е поентата на ноќниот живот. Така и тоа е целта на еден артист и музичар, нели, да си допре до својата публика. Полека, но сигурно ние влеговме во 2025-та, има ли некои поголеми... Ти кажа дека не си скромен, ќе те прашам што следно ќе се случува, кои се поголемите цели и амбиции? Па име ти Македонија спот ќе се прави. Така, спотот ќе го очекуваме. Веќе направив спот кој што сега е во монтажа за Ми требаш ти, тоа е во колаборација со DJ Eric Fox. Таа е нова песна, таа веројатно најпрво ќе излезе и имам уште 4 или 5 песни кои што се веќе скоро готови и цело време работам, пишувам спотови, песни, Покрај песни, македонските телевизии. споменавме и се работи на српски текстови? Да, имам српски албум кој што ќе се сними нели паралелно со песниви како што ќе ги вадам. Постојано се јавуваш ти како текстописец. Да, јас сум си од почеток до крај музика, текст, аранжман си правам јас. Работам сега со еден продуцент кој што е многу талентиран и тој е исто и гитарист, еден од најдобрите гитаристи во Македонија, Стефан Петановски се вика. И работиме заедно и веројатно со него ќе се isproducira тој српски албум кој што ќе се обидам да го пласирам на српскиот пазар и бидејќи некако осеќам дека е важно да се освои Србија како пазар, ако сакаш да го освоиш и Балканот. Србија е некако многу битна во целата таа приказна, бидејќи ако сме си реални, србите си го држат пазарот на Балканот. Респект за тоа, ама сега ќе ви дојде влаче и мислете му држете се сега. Држете се, цврсто. Пред да продолжиме со при крајот на муабетот, јас сакам да ти подарам еден вредносен ваучер од 500 денари од моите пријатели Smart Service. Тоа е еден сервис за продажба и поправка на мобилни телефони и делови за мобилни телефони, маски, фолии и слушалки што и да ти треба. Супер, благодарам. Ќе си го искористиш вредносниот ваучер, дечките се наоѓаат во трговскиот центар Лисиче. Ќе ги најдеш локацијски Smart сервис на Инстаграм, како би кажал ти, и ќе си се најдете. Што друго правиш освен музика и музика во слободното време во овој период? Владчо. Па, освен тоа, ништо се расправам. Се спортува ли нешто? Не, се расправам со Бошко цело време. Бошко моето куче. Да, Бошко беше кучето. Правам музика, правам спотови, се расправам по цел ден со Бошко, пошто цело време лае. И не, се шегувам. Се работи ностово, како што кажав, направив музичка продукција, Вавилон се вика. И сега нудам на сите кои што се млади и талентирани и сакаат да снимаат песна, слободно нека ми пишат. Ќе си добиете песни, ќе се добиете нели професионално снимање во студио. На тоа сум фокусиран. Така, тоа е една одлична новина. Друго, искрено, моментално во животот немам ни друго време за ништо е вака понекогаш. Со загадениот воздух како се справувам? Па ништо, само ќе се заклучам дома и не излегувам. И да проветриме, вика, па дали надвор ќе се проветри или дома, не знам. Не, всушност полошо ако проветриме сега. Да, полошо е баш. Пошто не знаеш каде ќе се проветри. Да, си викам, ајде да го извадам кучето, да одиме тука до парк, нели да го прошетам малце.
И излегувам од дома и се враќам, влегувам дома и си викам мирисам на чат. Што се деси као излегов на чист воздух, а се враќам се враќам дома и мирисам на чат, човече. Ситуацијава е стварно алармантна со загадениот воздух. И не знам, јас што можам да направам? Само можам да упатам еден повик до надлежните, фатете си ја работата сериозно и почнете да работите за народот, бидејќи за тоа сте ставени на таа функција. Така, ја ќе се приклучам кон тој апел и кон таа иницијатива. Нема да те пуштам на студиото без заборави, знаеш. Воред, окей, ајде. Со тоа Знам и дека ке- ти е омилена песна од мене, знам И спотот е многу убав. И да, спотот има онака приказна ептена шпанска серија. Да. Ајде. Замина без Бог, заборави на себе, сега мина тоа, си за мене. Сега јас сум посреќен, мирно заспивај, не ми треба пак, но тебе некоја заборави на се. Што има ме заборави, не, и оди си заборави се, не се враќаш кај мене, заборави, заборави. Ето, тоа е. Ова е навистина Заборави. еден посебен хит. Јас така ќе кажам. Да, мислам дека е една од подобрите песни на албумот и е доста слушана. Драго ми е што ти се допаѓа. Влаче, ти благодарам што ни ја представи Биди тука, ти благодарам за име ти е Македонија, за која песна ќе очекуваме наскоро и спот и секако да го испромовираме. Ти благодарам што ми беше денешен гостин во емисијата од своја страна. Секогаш ќе бидеме на твоја страна, ќе поддржуваме млади македонски артисти, музичари. И се надевам дека ќе се гледаме за уште многу нови песни, за уште многу нови успеси. Ти кажа дека ќе го освојуваш светот, па ние сме на твоја страна и го чекаме тоа. Јас го освојувам светот веќе 10 години. Јас сум на музичката сцена, мислам повеќето луѓе не знаат, меѓутоа. Многу симпатично го правиш тоа, морам да ти признам и на некој твој посебен начин. Ти благодарам, фала ти многу. Да, јас сум веќе 10 години на музичката сцена и обично нели настапувам низ Македонија, живеев во другите земји доста извесен период, па се вратив и сега ми е онака цел прво да онака Македонија со мојата музика да биде освоена, па после тоа здрави. Имам и поамбициозни планови, тоа ќе се работи сега, нема застанување и одиме напред. Така, одиме напред секако. Ти благодарам уште еднаш и се гледаме. Благодарам и на вас. Благодарам и вам, почитувани гледачи, за вниманието. Тоа беше нашиот Владко Љачев, Валдера. Ја промовираме неговата најнова песна и спот Биди тука. Слушнавме нешто и за име ти е Македонија. Наскоро ќе го видиме и спотот за оваа негова песна. Се надевам дека со ова топло музичко дружење успеавме да го задржиме вашето внимание и овој пат. Јас овде ќе ве поздравам и ќе посакам да се видиме за една седмица. Од сега.